Авторитетот на наставниците некогаш беше повеќе од почитуван. Учениците мораа да станат од клупите и да го поздрават наставникот во знак на почит. Денес се поредок е ваквиот однос на децата со повозрастните во училиштето, а со тоа опаднате и авторитетот на просветните работници. Според психологот Маргарита Гашевска, постои огромна разлика во однесувањето на учениците кон наставниците и своите соученици, и тоа во не толку далечно минато и денес. Затоа, вели таа, постојат повеќе фактори. Разликата е огромна и сметам дека таа разлика се должи на првенствено на демократизацијата во добивање на права на децата, во менување на системот во општеството, во процесот на транзиција. За жал, денеска се многу ретки случаеви кога учениците знаат да ги почитуваат своите наставници, своите другарчиња или повозрастните лица. Се случува да помине наставник и ученикот воопшто ни да го отпоздрави, дури и да се однесува непристојно кон наставникот, ако е нешто било исклучително ретко во минатото. Гашевска смета дека информатичките науки ја имаат дел од вината зошто децата стануваат асоцијални. Дополнителен проблем, според неа, е и потенцирањето на правата на учениците наместо нивните должности, зашто од особено значење е родителското воспитување. Оттуѓеноста ги прави исто така да бидат многу себични, егоистични, затворени, некомуникативни, да не знаат да се однесуваат да бидат асоцијални, едноставно да бидат асоцијални во своето однесување. Наставниците се тие кои што треба да ја креираат атмосферата во својата училница. Меѓутоа и наставниците некогаш се соочуваат со проблеми кога децата имаат своји права да се однесуваат и кои права постојано се потенцира. Меѓутоа, ретко кој зборува за должностите на учениците. Сметам дека и тука може малку повеќе да се поработи и секој еден наставник е должен да им ги предочи сите тие предности кои што децата ги имаат со своите права, меѓутоа да им укаже и на нивните должности. Бидејќи правата со себе повлекуваат и должности. Исто така, не само наставниците, туку многу е битно и домашното воспитување. Семејството како една многу значајна клетка во општеството и во животот на децата е многу битен фактор за воспитување и за негување на социјално однесување, позитивно социјално однесување на децата. Ако децата во семејството имаат слика на некомуникативни родители, ако имаат слика на родители кои што не обрнуваат доволно внимание на однесување меѓу себе, меѓу комшиите, меѓу роднините, па и меѓу други луѓе или со своите соседи, тогаш децата немаат ни од кого да учат. Бидејќи родителите се во почетокот на развивање, кога се развиваат сите компоненти на неговата личност, се тие со кои детето се идентификува. Сето тоа што го гледа детето кај своите родители, го пренесува во надворешната средина. И токму поради тоа, родителите треба да бидат пример на тоа како детето нивно треба да се однесува. Учениците кои не посетуваат редовна настава, ученици кои бегаат од часови или неоправдано не одат на училиште, се соочуваат со педагошки мерки. Првата е устна опомена од страна на класниот, по неа следи писмена опомена, намалување на поведение, преместување на ученикот во друго оделение и последна педагошка мерка е менување на училиштето. Во основното училиште Лирија со завршување на учебната 2015-2016 година немало случај на намалено поведение на ученик, што не било така во минатите години кога се случувало поради несоодветно однесување оваа педагошка мерка да биде запишана во свидетелството на неколку ученика.
Централното собрание на Демократската партија на албанците денес ги утврди листите на кандидати за пратеници за предвремените парламентарни избори. Централното собрание на Демократската партија на албанците како највисок орган на партијата меѓу два конгреса и врз основа на статутот на партијата е орган кој е задолжен за утврдување на пратеничките листи. Денеска едногласно одлучи кандидати за пратеници на Демократската партија на албанците за предвремените парламентарни избори на 11 декември се: изборна единица 1. Носител на листа доктор Идрис Орана, Сефедин Алиу, Сенида Имери, Регаиб Мустафа, Ваид Ферати, Ермира Новобрдалиу, Исен Амети, Люлзим Рамадановски, Алиме Сейдиу, Фатима Абази, Седат Рушиди, Сихана Несими, Сефедин Нуредини, Ферат Тахири, Дрилјон Гаш, Арзие Јакуповски, Хасан Синани, Сара Мустафа, Флорие Хамид и Неметулат Демири. Двојка. Носител на листа Орхан Ибрахими, Халил Куртиши, Сенџане Мифтари, Идрис Хајрулаи, Реджеп Зендели, Теута Сабедини, Исмет Синани, Кадри Елези, Милинда Кривањева, Ханифе Синани, Рамадан Шачири, Валјон Чоти, Мирадие Латифи, Арџент Куртиши, Бурхан Мемеди, Хатиџе Коџа, Дауд Сума, Сара Зимбери, Таип Рушиди и Мемет Ибрахими. Тројка. Изборна единица 3. Носител на листа Сами Рушиди, Неџмедин Идризи, Емине Мемеди, Муса Јарифи, Черим Исени, Нурие Белјурова, Шемши Исени, Зулфи Тахири, Хава Белјурова, Селвие Зейнели, Нусрет Максудов, Гариб Ислами, Елбарие Идризовска, Фуат Мемети, Неџми Максудов, Адифет Исени, Шабан Фератов, Сафет Мустафов, Мелиҳата Ахмедова и Елмедина Тахири. Изборна единица број 5. Носител на листа адвокатот Адријан Усеини, Емин Купа, Дженита Муамеровска, Бесар Таири, Дурим Фетај, Екзона Мена, Муамер Сабриу, Фатлинда Даути, Лирија Асани, Шабан Рушити, Лавдрим Јусуфи, Менан Адеми, Исуф Синани, Флутурим Усеини, Едлира Даути, Асрите Каба, Фикрие Даути, Самир Муртезовски, Чендреса Билјали и Беким Зиба. Изборна единица број 6, носител на листа нашиот председател Мендул Тачи, Бардил Даути, Мерал Ферати, Имер Алиу, Рушид Веапи, Сами Алиу, Валбон Азизи, Теута Исмаили, Ариета Камбери, Илбер Нуредини, Валмира Заими, Бујар Мислими, Висар Палоши, Фикри Емрули, Бесар Исмаили, Джевид Дауди, Надир Рамадани, Ардита Муареми и Етон Бечири. Изборите на 11 декември ќе бидат налик на референдум на кој граѓаните ќе кажат дека од нив зависи кој ќе владее во Македонија. Ова отетово го порачаа говорниците на трибината организирана од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Веќе 2 години Македонија е во сериозна политичка криза. На таа криза сите сме согласни дека треба да се стави крај. 11 декември е референдумско прашање нели во Македонија, дали ќе не биде или не. Македонците се тие кои треба да одлучат во каква држава сакаат да живеат, а не некои сили од надвор да ја редефинираат оваа држава, да не воведуваат разни двојазичности и федерализација во државата, и мислам дека сега е клучниот момент македонците да кажат во каква држава тие сакаат да живеат. Дали сакаат да бидат своји на своето или сакаат нивната држава да биде делена и парчани понатаму. Па така, со оглед на тоа дека 5-6 недели само не двојат од 11 декември, дојдени сме да ги поканиме граѓаните на Тетово, како и на цела Македонија, што помасовно, уште во раните утрински часови да излеземе на 11 декември и да им покажеме и на луѓето во Македонија и надвор од Македонија, кои што ја наблюдуваат оваа политичка ситуација, кои се стопаните на оваа држава, дека ние, македонците и македонските граѓани, сме тие кои што го носат конечниот суд, ние сме тие кои што даваме власт и одземаме власт,
И ние сме тие кои што ќе дадеме одговор дали сакаме во Република Македонија да се надпреваруваме со останатите земји во светот, да бидеме на 10-то место по атрактивност за привлекување на странски инвестиции, или уште понапред одиме, или од друга страна нас не интересираат разноразни приказки на политичко-удбашкото политичко подземје во Македонија, разно црпнати Верушевци, Богоевци, Чауши, кои што секако не им мислат, докажано веќе од минатото, не им мислат добро на оваа држава. Учесниците на трибината посочија дека една политичка опција нуди вработување и подобар стандард, додека втората мрачни сценарија кои водат кон дестабилизација на државата. Спортското игралиште во гостиварската населба Железничка неодамна беше реновирано и оградено за поголема безбедност. Теренот на кој најчесто фудбал и кошарка играат немалите жители на населбата го поднови гостиварската локална самоуправа. Овој зафат, заедно со поставувањето ограда на игралиштето близу кеот на Вардар, чинеле околу 9.500 евра општински пари. Вложуваме во изградба и реновирање на спортски игралишта затоа што сметаме дека Гостивар треба да ја одржи традицијата на град со развиен спортски дух, изјави при посетата на населбата градоначалникот Невзат Бејта. Барањето на жителите беше ова, пошто имаше услови и направивме добар терен за спорт. И сега децата на ова населба и другите млади и жителите ќе имат добри услови да се бават со спорт. И ако се бават со спорт, тогаш ќе имат и здраво тело и здрав дух. Инвестицијата и за овој терен и кај кеот на Вардар, што и таму имаме направено една ограда да не им бега топката и да не бидат во ризик спортистите, децата и другите што се бават со спорт. Има коштано близу 9.500 евра или близу 600.000 денари. Ние и во иднина ќе се трудиме да градиме по секоја населба спортски терени, каде ќе имаме услови за градење на спортски терени, пошто Гостијар е познат као град и жителите на Гостијар традиционално се бавеле со спорт. Во изминатите неколку години во повеќе населби и села на подрачјето на Гостивар изградени се и опремени 9 спортски терени за фудбал и кошарка. Утро во околу 3 часот и 50 минути во полициската станица Тетово, двајца жители на село Слатино на возраст од 29 и 36 години пријавиле дека истиот ден околу 2:30 часот, додека биле во угостителски објект во село Боговиње, во еден момент на нивната маса дошол 32 годишниот НШ и истиот вперил огнено оружје кон пријавителите, а подоцна и физички го нападнал ФИ, кој имал повреда во пределот на главата и нозете. Осомничениот бил приведен во полициската станица Тетово, а оружјето не било пронајдено. СВР Тетово презема мерки за целосно расчистување на случајот, информира МВР. Разни проблеми има градот. Што нема градот наш? Кај кажете вие па да ви кажам. Со нечисточа, со чадот, со ова. Види се, например, земи го ова зграда, овие згради на ваму. Напред има паркинг, позади паркинг. И како живи на овие народ овде? Загадувањето, број 1, депонијата да се отстрани, раскопани улици кои сега некли нашата Андреја Риштевски конечно ја асфалтира некои дупки, меѓутоа не е што насто. Треба се уште да се работа на таа работа. Паркирањето. Јас сум примам да додам по улица додека паркирани автомобили има на по тротоарите. Викам од Веро до автобуска таму нема простори ни изград. Кој кај сака се паркира, ако му речиш ќе те навреди и така да. Полицијата треба да се врши работата малку по-добро. Колку сте задоволни од работата на општинските власти, на институциите? Па кој ќе земе овие пропусти, значи не си работата како што треба. Ако ги кажувам овие работи, значи не е се во ред. Све проблемите се околу сообраќајот, околу нерегулирано места, да речеме,
паркинзи нема доволно. Колку сте задоволни од работата на општинските власти, на различни институции, суд, Се политички. Партиски све. Нема што друго да те кажам. Сиромаштијата, немањето тоа. Владите мали, пензиите мали, нема тоа. Друго ништо. задоволни од работата на општинските власти, на институциите? Вич не сме задоволни. Треба да биде задоволен да имаш плата, пензија, све условите. Оде струја, ова, тоа, ништо нема да платиме. Не стига пензијата. Прво се ѓубре. Немат каде да и фрлат. Се собрали таму, смрдат и то. Улице се упропаштени. Што да правим? Како сте задоволни од работата на општинските власти, на институции? Никако. Никако. Не функционира. Е тако. Па видите, ја не сум од град, јас сум од село, но како слушам и гледам, повеќе имат проблем со воздухот и овие отпадоците. Овие два проблема, ако се санират, тогаш не ќе има големи проблеми. Ама затоа се криви и институциите, па и граѓаните сите. Отпадоците граѓаните ги фрлат, кај им доаѓа полесно, а за оние фабрики што загадуваат, тоа треба ова министерството, кои тие што се компетентни за таа работа, тие треба да се. Од живеачката вака општо, како сте задоволни во последно време овие години? Тоа е проблем. Социјално проблем е голем кај нас. Прво вработување слабо има, поготово младите завршуваат школување и се соочуваат со недостиг на работа. Ако и затоа и бегат надвор. Ево, например, ја имам сина, заврши факултет, има 5-6 години невработен и нема шанси каде. Па толку такви има многу. И тие што работат слаба плата, тоа е најголем проблем. И како слушате и вие и знаете, и тие што се на работа го напуштат работата и бегат надвор за подобра екзистенција. Тоа. Не може да го реши овој фамилиарниот проблем со ова плата. Тоа е. Кај нема проблеми, од кај да вртишме проблеми. Мислим, нерад, нечисточа, нељубав, нека мржња. У људима е улазио враг, више нема људство. Ја мислим да немamo šta коментират, јер то треба сами од себе почети. Проблемите како што гледате. Младите си бегат, секој кај се сретнуваш, кај да иде по документи во западните земји. Од хигиената во градот? Хигиенава, може да викам сега доаѓаме од село кај нас почисто него Тетово. Озбилно. Ево и човекот почисто, баш со еден колега од Скопје беше кај мене и викал многу почисто. Местна заница подобро не се организира него град Тетово. Од живеачката како сте задоволни општо? Па тоа се знае стандардот, се знае просекна плата, се знае тоа е. За све не стигнува, со нешто фали тоа секој ден повеќе. А од работата на институциите, например општински власти, нешто каде треба да се обратите, колку сте задоволни? Па и тоа сега зависи, кои тие се разликуваат. Негде е подобро, негде е мало полошо. Живеачка тешко е. Пензија мала, 38 години сам работал, 8.000 плата земал. Кај може да стига? Еве сега треба да се плаќа струја, не ми стига пари. Телефон можеш да имаш, без телефон не иде. А камо за другото? Нечистотијата. Највише нечистотијата ни смеќа. Друго што да ви кажем. Сте задоволни од работата на општинските власти, на другите институции? Николку незадоволни. Тоа е. Сигромаштија. Можем да кажем нешто за моите другари што учат во гимназијата, тие немаа школа, више 2 месеца немаа настава, учат у општина, општината нема многу добри услови, бидејќи учат во салите. Исто така воздухот во нашиот град е многу загаден, сега како што знаете почнува зимата и ќе почне да се палат депониите и ние ќе не можеме
да имаме чист воздух и тоа се проблеми, почнуваат настинки и не знам, тоа се тие се најголемите проблеми во градот. Каде ја гледаш твојата иднина во државата? Тука имаш перспектива или? Не мислам дека во оваа држава има перспектива за младите нас, бидејќи во оваа држава не се, како да кажем, не се вреднува? Да, не се вреднува спортот, не се вреднува уметноста. Со нечистотијата. Тоа е најголем проблем. Општо живеачката вака како е? Живеачката, и вие можете да приметите кога проаѓа луѓето дали се насмејани или замислени. Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема меѓусезонска и постојана работа во Европската Унија. Во изминативе 18 години Јиржи Квапниевски го напушташе својот дом во Полска преку лето за да собира јаболки и хмел на една фарма во Централна Англија. Тој е само еден од илјадниците странци кои, шокирани од последиците од британското гласање за напуштање на Европската Унија, веќе не мислат да се вратат таму. Меѓу причините за нивното страхување се падот на вредноста на фунтата и страхувањето за безбедност. Ова ги алармира фармерите во Британија, со што се отвори прашањето дали во идната година родот ќе им остане несобран. It's very pity because after whole 18 years coming every year here, I have to think that it is a time which may change me and my colleagues as well. Британската економија годишно заработува околу 108 милиарди фунти од земјоделски производи, кои главно ги собираат странските сезонски работници. Предходно, добре дојдени беа работниците од земјите на Комонвелтот, но во изминативе години преовладуваат оние од Источна Европа. Скоро секоја година неколку месеци над 80.000 сезонски работници доаѓаат од Бугарија, Полска и Романија. За тоа примаат над 7 фунти на час или скоро 8 евра. Премиерката Тереза Меј изјави дека британското гласање за напуштање на Европската Унија беше крик за намалување на имиграцијата, што ја поттикна нејзината влада да разговара за чистење на оние компании кои се премногу зависни од странски работници. Скоро 15% пад на фунтата во однос на еврото и извештаите дека странците станаат цел на напади од омраза во земјата го креира впечатокот дека Британија веќе не е посакувана дестинација како порано, вели Ели Кепер, работодавачка на Квапниевски. Unfortunately, it's sent out a very negative message to parts of Europe, meaning that often people are now feeling that they're not welcome to come, that they may not be safe when they come here. Од агенциите кои вработуваат луѓе од Источна Европа за британските фирми, за новинската агенција Reuters изјавија дека во изминативе неколку недели не успеале да најдат работници за 600 места во Британија. We're very worried about next year. Вели Кепер, чија 200 годишна фарма заработува само тројца луѓе на полно работно време, тројца на половина и над 70 сезонски работници кои најчесто живеат во приколки и кои за таа цел имаат земено неплатен одмор дома. Британските фармери кои постојано се жалат дека се соочуваат со постојан проблем како да обезбедат работници, побараа од владата да стартува полабава шема за дозвола за влез на работници во Британија кои не се од земјите на Европската Унија. Тие исто така сакаат на граѓаните од Унијата кои постојано се вработени во земјоделството во Британија да им биде дозволено и натаму да останат во земјата. We have to have an answer before Christmas. The effect will be that we will be very concerned about whether we have got anybody able to come and pick the apples off our trees next year. And that is not any business uncertainty is not good for business. Во изминативе скоро 2 децении Квапниевски секогаш беше добре дојден во Британија. За прв пат тој размислува да не биде дел од нему добро познатиот тим и да проба среќата во Германија или Австрија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје.
Младите во Македонија многу помалку се интересираат за сезонска или привремена работа, како и студентски престој во странство од пред 10 години. Според познавачите, тоа е бидејќи тие сега заминуваат на своја рака и во така наречени полулегални работни понуди, затоа што и днината ја гледаат надвор од Македонија. И натаму голем број млади сонуваат да ја напуштат Македонија. Се чини дека не запират трендот од изминативе години, кога во потрага по подобар животен стандард илјадници млади заминаа во странство. Најатрактивните дестинации се Германија, Скандинавија, САД, Канада или Нов Зеланд. Која дестинација ќе одберат во голема мера зависи од нивниот статус и квалификации, но главните причини поради кои младите заминуваат се неможноста да се вработат во Македонија, ниските плати, партизираноста на општеството, корупцијата. Многу млади ја напуштаат земјата поради подобри работни услови. Дали размислувате вие на такво нешто? Па да. Каде би сакале да заминете? Па каде и да е. Само да не е тука. Да, секако. Зошто? Затоа што со 200 евро плата ништо не можеш да направиш. Можеш тука ќе живееш, а замисли да сакаш да патуваш некаде. Да идеш 7 дена на одмор, а имаш 200 евро плата. Како? Каде би заминал? Па Германија, Велика Британија, Франција. Нормално секој сака подобро. Подобра плата, подобро место за живење. Почист воздух, како што гледате. И тоа се најчестите причини поради кои македонците, нашите сограѓани, ја напуштаат земјата. Каде би сакале да заминете? Каде би сакале? Каде не би сакале? Верувам дека секој размислува така да тоа е најлошото нешто што се случува во Македонија, па што мислам дека дури у Америка која идат студентите веруваат дека професорите веруваат дека нели имаат потенцијал, така да че Македонија не може да ги држи студентите тука, мислам дека паѓаме повеќе. Работна виза, дозвола за постојан престој или бугарски пасош се дел од опциите за долгорочно заминување во странство. Но има и такви кои одат на привремена работа на брод или на летна студентска работа. Зоран Кочовски од агенцијата Коузон посредува за ваков тип вработувања. Тој вели дека во моментов интересот за овие програми не е на нивото како во изминатите години. Најголем интерес за заминување во странство имаше во периодот 2005-2009 година. Од 2009 година наваму тој интерес некако како да спласнува. Може би се должи на еден друг факт, бидејќи младите сами заминуваат на така речени полулегални работни понуди или на полулегални форми на престој во одредени странски држави. Визната либерализација направи да се одлее една група на младата популација која би кажал и одговорно тврдам дека полулегално работи во одредени држави каде што може да влезат без виза или со некаков карактер на туристичка виза. Во однос на иселувањето на младите, повеќе студии и истражувања покажуваат дека илјадници ја напуштиле земјава во изминатите неколку години. Државната изборна комисија неодамна објави дека според евиденцијата на МВР во 2015 година се иселиле скоро 80.000 лица. Европската служба за статистика Евростат пред неколку години објави дека во периодот од 1998 до 2011 година земјата ја напуштиле 230.000 граѓани. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Денес имавме стабилно суво и сончево време. Минималните температури се движеа од 2 до 5, а максималните дневни температури од 13 до 16 степени Целзиусови.
Според прогнозата на синоптичарите, времето на почетокот од наредната седмица ќе биде сончево, но студено. Максималната температура ќе биде од 8 до 19 степени, а минималната во понеделник навечер се очекува да се спушти и до 3 степен под нулата.